Панел дискусија на катедрата Аденауер беше организирана денес од страна на УГД во Штип, која се однесува на соработка помеѓу Европската Унија и земјите од Западен Балкан, односно универзитетите од нив. Кои се придобивките од овој процес за високото образование? Делот на оние високи состаноци што се остварија во рамките на Берлинскиот процес е дека како пандан или паралелно на оние случувања кои што се остваруваат во зацврстување на тој регионален пазар во рамките на Западен Балкан, паралелно се склучуваат нови договори за взаимно признавање, односно за признавање на националните квалификации на високообразовните институции и за дипломите кои што се потекнуваат од универзитетите во рамките на овие земји. Што овозможува Еразмус програмата? Пред се мобилности за студенти, за наставен кадар, за административен кадар, овозможуваат соработка во науката, во образованието, во истражувањето, иновациите, допридонесуваат до постигнување на степен на извонредност со кој што универзитетите ќе можат понатаму да конкурираат на сите европски пазари, на регионални, а истовремено да се придвижуваат кон онаа зелена транзиција на одржлив развој и се разбира кон дигитализацијата. Кој е бенефитот на УГД Штип и што конкретно ова им носи на студентите? Да воспоставиме и да креираме заеднички дипломи, заеднички студиски програми, едукативни курсеви, летни школи, зимски школи, едноставно да направиме надпревари во кои што ќе можат студентите да се докажат, заедно да соработуваат со наставнички кадар и во кои што ќе можат да се доквалификуваат, усовршуваат, едноставно да посетат, се разбира, други земји и други универзитети во рамките на Алијансата. Универзитетот Гоце Делчев Штип е дел од асоциацијата на 8 земји кои се работуваат во рамките на Конрад Аденауер, а во неа влегуваат универзитети од Португалија, Шпанија, Германија, Австрија, Романија, Литванија, Летонија и Македонија.